Централен дневник на регионалната КАЕДЕР. Добро вечер. Ова се настаните кои ги одбравме за денес. Гледајте не, започнуваме веднаш по најавите. 15 кинески бизнисмени најавија дека ќе ја посетат Македонија. Еколозите се надеваат дека наскоро ридот од Згура ќе биде дислоциран. Секторот за внатрешни работи Велес поднесе кривична пријава против лицето кое пукаше во менувачницата во Трговски. Од 150 бизнисмени присутни на економскиот форум во Пекинг, 15 на веќе ја најавија својата посета во Македонија. Ова го отвара прашањето дали Македонија ќе стане земја домаќин на кинески компании, кои своите бизниси ќе ги шират токму во нашата земја. Ке стане ли Македонија земја домаќин на кинески компании кои своите бизниси во Европа ќе ги шират токму од една од индустриските зони во државава? Ова прашање е логично да се постави по најавите на бизнисменот Илија Гечев, дека во индустриската зона Црвени брегови интерес за работа пројавиле кинески и корејски компании. Присуството на владиниот врв на самитот 16+1 во Народна република Кина е дополнителна можност пред кинеските бизнисмени премиерот Никола Груевски да ги промовира поволностите кои што земјава ги нуди за водење на бизнис. Кога зборувам за најниски трошоци, мислам на сите трошоци кои се дел од еден бизнис, почнувајќи од даноците и се што е поврзано со даночните трошоци. Трошоците за енергија, бирократски процедури и така натаму. Така што земјно вкупно имаме најниски трошоци за правење на бизнис, споредено со било која земја во Европа. А дека Македонија е интересна земја за инвестирање, потврда доаѓа од кинеските бизнисмени. Македонија има една од најдобрите бизнис клими на правење на бизнис и верувам дека преку нашиот бизнис партнер Евромакс и владата на Македонија може да развиеме многу успешен бизнис. Бев во Македонија пред 2 недели и имавме импресивно искуство. Бевме таму за 2 проекти. Првиот е од областа на рударството, а вториот од областа на енергијата, кој го развива државата, рече Ванг. Очекувањата од посетата се големи. Од 150 бизнисмени кои биле присутни на економскиот форум во Пекинг, 15 на веќе најавиле дека ќе ја посетат државава. Но она што е значајно за македонската економија е исклучениот договор за извоз на замрзнато јагнешко месо. Агенцијата за храна и ветерина на Република Македонија потпише еден протокол со соодветните служби на Народна Република Кина за извоз на смрзнато јагнешко месо од Република Македонија, со што се зголемуваат можностите за оваа соработка и понатаму, и тоа е дел од пошироката палета на активности за интензивирање на извозните и на трговските активности на Република Македонија. Според македонскиот премиер Груевски, средбата во Кина отвора нови можности, но ја продлабочува и веќе воспоставената соработка. Во моментов таа е највидлива во изградбата на двете автопатски делници Миладиновци Штип и Кичево Охрид. Еколозите се надеваат дека наскоро ридот од Згура ќе биде дислоциран. Овој рид долги години е закана по здравјето на велешани. Затоа сметаат дека ќе биде дислоциран на место каде ќе нема ризик од заболувања кај граѓаните. Еколошкото друштво Вила Зора будно го следи огласот кој неодамна Министерството за економија го распиша за дислокација на ридот од Згура. Многу години овој рид представува закана по здравјето на велешани. По ова прашање, тие сметаат дека потребна е дислокација на место каде ќе нема ризик од заболување кај граѓаните. Нашиот став е дека не треба да се реупотребува, него дека треба да се дислоцира на место на кое што нема да заканува, представува дополнителна закана за животната средина и конечно Велес да се ослободи од историското загадување од страна на јеловината со Згура за топилницата. За сега непознато е на кој начин ќе се врши дислокација на ридот од Згура. Според еколозите, дислокацијата треба да се врши на соодветен начин со цел да се заштити животната средина. Од еколошкото друштво Вила Зора вела дека има заинтересирани за 20 годишно стопанисување со овој рид, но немаат информации зошто досега ридот не е продаден. Имаше заинтересирани страни зошто досега не се продаде и зошто не се тргна од тука Згурата, стварно не ми е јасно. Ние лани донесовме одредени страни кои што беа заинтересирани. Знам дека комуницира со одредени институции во владата, меѓутоа зошто сето тоа
се чекаше до сега не знам. Ридот од згура остана на истата локација, дури и по затворањето на топилницата за олово и цинк. Загодувањето остана во градот, како на почвата, така и на јаловината која се наоѓа непосредно зад истата. Еколозите се надеваат дека овој деценески проблем ќе биде решен. Предизборно веќе неколку изборни циклуси во Македонија се отвара прашањето за федерализација. Ова идеја и понатаму останува неприфатена од страна на граѓаните. Имплементација на рамковниот договор и правата на помалите етнички заедници се една од последните теми на која разговарале тимовите на 4 најголеми политички партии во Македонија. Извори од преговорите брифираат дека представниците на ДУИ побарале воведување на албанскиот јазик како втор официјален јазик во Македонија, рамноправна распределба на буџетот, но и ротација на трите најважни државни функции: претседател на државата, премиер и претседател на собрание. Овие барања на ДУИ некако се поклопуваат со изјавите на високи функционери на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, кои преку своји изјави и пишувања создаваат сомнеж дека подготвуваат терен за реализација на идејата за федерализација. Тоа значи дека албанец би дошол на премиерското место циклусно на 2 години. Што со тоа? Не може да биде албанец премиер. Тоа забрането е. И движењето Унитети застанува зад идејата за федерализација. При неговото формирање во септември годинава, тие најавија дека ќе се залагаат за федерализација на Македонија, правична распределба на буџетот, заштита на албанската историја, традиција и јазикот. Малцинствата во Македонија ги уживаат сите права, истите се загарантирани со устав, а реализиран е Охридскиот договор. Токму затоа, идејата за воведување на втор мајчин јазик е неприфатлива. Граѓани уплачени сме преди се. Тоа не би требало да дозволи нашите политичари. Треба малку подлабоко да размислат за тие работи. Ја не би била за тоа, албанското, да се воведе. Значи, јас како државјанин на Република Македонија мислам дека тоа не е коректно да се воведе втор мајчин јазик. Бидејќи Република Македонија треба да се негува македонскиот јазик. Ја по моја мисли не треба да се донесе. Бидејќи македонскиот јазик си останува како у други држави тако нема. Сега да се донесе, мислам, друг јазик да зборува, за мене ја не го прифаќам тоа од моја страна. Са не да навредувам, али ми се чини дека не треба. Предизборно веќе во неколку изборни циклуси во Македонија се отвара прашањето за федерализација. Она што сега е поразлично е се погласното говорење на оваа тема на лица високо позиционирани во опозицијската СДСМ. Секторот за внатрешни работи Велес поднесе кривична пријава против лицето кое пукаше во менувачницата во Трговски. 36 годишниот ЕИ е осомничен за сторени кривични дела: разбојништво, грабнување, одземање моторно возило и предизвикување општа опасност. Поради основи за сомнение за сторени кривични дела, разбојништво, грабнување, одземање моторно возило и предизвикување општа опасност, СВР Велес во соработка со надлежното јавно обвинителство поднесе кривична пријава против 36 годишниот ЕИ од село Горно Оризари. ЕИ заедно со уште едно лице на 4 септември на локалниот пат Велес, село Раштани, со закана со автоматска пушка сопреле друго возило, при што со вперена пушка му наредиле на едното од двете лица во возилото да вози до бензинската пумпа Башино газ, каде извршиле грабеж. Таму одзеле 40.000 денари и женска чанта и со автоматската пушка пукале во објектот. На 7 септември, односно 3 дена после овој случај, сега пријавеното лице околу 19 часот и 15 минути изврши уште едно кривично дело разбојништво во менувачница лоцирана во трговскиот центар во Велес, при што испука неколку куршуми со автоматската пушка и истиот беше фатен на лице место и лишен од слобода. На лицето му беше поднесена кривична пријава и одредена мерка притвор. Стојковски информира дека е извршено вештачење на автоматското оружје и испуканите чаури, при што се потврдува дека станува збор за истото оружје кое е користено и на 4 септември. Лицето ЕИ и е познато на полицијата. Веќе му се изрекувани неколку затворски казни.
Од СВР Велес информираат дека се превземаат соодветни мерки за пронаоѓање и на другото лице кое учествувало во извршување на кривичните дела од 4 септември. Наскоро во општина Кавадарци ќе биде поставен вториот училишен семафор. Со тоа ќе се зголеми безбедноста на учениците во сообраќајот и тоа во месец во кој секторот за внатрешни работи континуирано спроведува проекти во насока на подигнување на сообраќајната свест кај возачите и кај пешаците. Оптеретени со тоа дали да поставуваме пешачки мостови за пешачки легнати полицајци традиционално наречени, дали да ги поставуваме или не, бидејќи во зимскиот период зимската служба знаеше многу пати да ги искорне истите. Знаеа и сите возачи да реагират на нив заради нивната крутост и некогаш на брзина, не од недоволна одбележеност, па да направат и некоја штета на своите автомобили. А и таму каде што имаме регионални патишта на територијата на општина, на територијата на градот Кавадарци, бевме соочени со друга законска пречка, а тоа е да не смееме да поставуваме такви легнати полицајци, и од таму моравме да размислуваме и да најдеме некој друг начин кој што е поефикасен или пак подеднакво ефикасен е во рамките на законот. Од таму прво го поставивме овој пешачки семафор за децата кои што ја поминуваат улицата на влезот на основното општинско училиште Тоде Хаџитефов, а еве вториот семафор го поставуваме пред основното општинско училиште Димката Ангелов Габерот во Ваташа. Инсталацијата е веќе готова, така што мислам дека го најдовме до некаде решението за безбедно поминување на нашите деца. Исто така и ствараме една навика кај овие деца да при поминувањето на улицата да самите го уклучат својот семафор. Нормално сакам да посакам да не биде злоупотребуван овој семафор, да не биде вештачки заглавуван, да свети цело време зелено. Показна вежба при случај на пожар се одржа во гимназијата Кочо Рацин. Територијалната противпожарна единица ги евакуираше учениците за помалку од 10 минути. Целта на вежбата е запознавање на вработените учениците на кој начин да се справат во случај на пожар. Показна вежба при случај на пожар територијалната противпожарна единица одржа во гимназијата Кочо Рацин. За помалку од 10 минути сите ученици беа евакуирани. Безбедноста на учениците во гимназијата ја сваќаме доста сериозно. Редовно ги сервисираме ПП апаратите, громобранската мрежа, вели директорот на гимназијата Сашко Андреевски. Единствено нешто што ни остана да го модернизираме, тоа е електричните водови кои што се стари од 1957 година. Меѓутоа веќе имаме поднесено апликации во 3 донаторски куќи. Ваквите показни вежби се задолжителни во сите училишта. Практично ми ја покажавме на сите наставници и тимот кој го одбра директорот на кој најбезбеден начин децата за најкратко време да се евакуираат од училиштето при настаната елементарна или пожарна катастрофа која се случуваат, и исто покажавме овде дека како противпожарната единица во случај на останување на некој повреден или загушен ќе изврши негово спасување и евакуирање од настаните пожари. Ова е прва од ваков вид во ова училиште, но во следниот период ќе се направат уште неколку. Целта е запознавање на вработените и учениците на кој начин да се справат доколку се случи пожар. Македонија е четврта најмалку задолжена земја во Европа, објави Евростат. Со проектот Македонија вработува, досега се отворени 9600 работни места. Вестите од Македонија. Македонија е четврта најмалку задолжена земја во Европа. Според последните податоци на Европската статистичка служба Евростат, земјава во третиот квартал од 2015 година имала државен долг од 36% од бруто домашниот производ. Помалку задолжени од Македонија се само Естонија, Луксембург и Бугарија. Четвртото место Македонија го дели со Латвија. Според министерот за финансии Зоран Ставревски,
Податоците се факт кој покажува дека владата со сегашните економски политики се однесува многу одговорно кон идните генерации. Ставревски додава дека значајно е Република Македонија како мала земја да не биде високо задолжена земја, односно да остане во зоната на ниско до умерено задолжена. Според Евростат, на крајот на 2014 година државниот долг на Македонија изнесува 38,2%, што значи дека е намален за 2,2% поени. Според министерот за финансии, нискиот долг Република Македонија успеа да го одржи во услови на глобална економска и должничка криза. Во исто време, додава тој, се реализираат и голем број капитални инфраструктурни проекти, како што изградбата на автопатите, болници, училишта, водоводи, канализации и се друго што се прави со средства од буџетот. Евростат ги анализира податоците од над 30 земји од Европа. Според нив, најголем долг имаат Португалија, Италија и Грција. Со владината програма Македонија вработува, досега се отворени 9600 работни места. Според заменик министерот за труд и социјална политика Диме Спасов, ова е значајна бројка, а невработените имаат значително поголеми можности и шанса да се вработат преку поволностите кои што се нудат со овој проект. Од Министерството за труд и социјална политика истакнуваат дека има резултати од мерките за вработување и ги поттикнуваат сите компании во земјава да се вклучат во овој проект, што ќе продолжи до крајот на април следната година. Со тоа ќе се помогне на невработените побрзо и полесно да најдат работа, а компаниите да го прошират својот бизнис, користејќи ги поволностите од проектот Македонија вработува, истакнуваат од ресорното министерство. Постојат нови опасности за убиствени напади во Европа и на други места низ светот од страна на исламската држава. Москва ги отврли тврдењата на Турција дека нејзините пилоти не знаеле дека авионот е руски. Ова е светот денеска. Постои веројатност за нови убиствени напади од исламска држава во Европа, како и на други места низ светот, изјавил европскиот координатор за борба со тероризмот Жил де Керхов. Оваа изјава доаѓа врз основа на добиените разузнавачки податоци. Промена на стратегијата се забележува во последниве недели. 100 убиени во Анкара, 250 загинати во рускиот авион соборен над Синај, 50 убиени во Либан, 130 убиени во Франција и 13 убиени во Тунис, и за сите атентати одговорноста ја презеде исламска држава, подсетува де Керхов. Долго време исламска држава беше повеќе загрижена од тоа да изгради свој калифат во Ирак и во Сирија, отколку да го напаѓа Западот. Знак на слабост или не, но сега исламска држава се обидува да покаже дека продолжува да победува на другите фронтови, посочува де Керхов. Тој упатил предупредување кон европските престолнини, кои сметаат дека се најмалку изложени на опасност од напади. Турските тврдења дека низините пилоти не знаеле дека авионот е руски кога го собориле, ги отфрли официјална Москва. Тие велат дека авионот имал лесно препознатливи ознаки и дека Сухојот летал според координатите кои се пренесени на воената команда на Соединетите Американски држави, која е сојузник со Турција. Според рускиот председател Владимир Путин, кој бара од Анкара извинување за инцидентот и компензација за направената штета, Турција е дел од меѓународната коалиција што ја предводи САД во борбата против исламска држава и нејзините воени сили морале да знаат дека руските авиони действуваат во реонот каде што беше соборен Сухојот. Што ќе се случеше доколку авионот беше американски? Дали тоа значи дека и тој ќе беше соборен? Рекол синоќа председателот Путин. Реакцијата на Москва и на рускиот председател доаѓа по интервјуто на турскиот председател Реджеп Тајп Ердоган за француската телевизија Франс 24, во кое тој изјавил дека можеби поинаку би се реагирало доколку се знаело дека станува збор за руски авион.
Македонскиот репрезентативец Симоновски си замина од екипата на МЗТ Скопје. Велко Марковски заминува во Загреб. Домашен спорт. Македонскиот кошаркарски репрезентативец Марко Симоновски и официјално го напушти тимот на МЗТ Скопје, откако и двете страни успеја да постигнат меѓусебен договор. Бекот на Македонија веќе еден месец наназад е надвор од терените поради повреда на ногата, а неговото враќање се очекуваше на почетокот од декември. По раскинатиот договор со металците, Симоновски е слободен играч и ќе може да замине каде ќе посака. Најверојатно играчот ќе остане во Македонија. Од друга страна не е познато дали МЗТ Скопје ќе донесе замена за Симоновски. Левиот бек на екипата на Работнички и репрезентативец на Македонија во ракомет Велко Марковски кариерата ќе продолжи во екипата на Загреб и следните денови тој ќе биде на располагање на тренерот Веселин Вујовиќ. Најдобриот хрватски ракометен клуб се договори со Работнички за трансфер на македонскиот дефанзивец, откако Загреб се соочи со неколку повреди на ракометари, па Вујовиќ има потреба од пополнување на тимот со квалитетни играчи. Марковски нема да може сега да настапи за Загреб во Лигата на шампионите, зашто е поминат рокот за пријавување за овие 4 кола. Тој ќе може да дебитира дури во февруари во последните 4 кола, но затоа ќе може да настапува во сеха лигата. Екипите на Фенербахче и Уникака обезбедија пласман во топ 16 во Евролигата. Одиграни 4 надпревари во ракометната Лига на шампиони. Екипата на Ливерпул обезбеди пласман во наредната фаза, а Селтик не продолжува понатаму. Меѓународен спорт. По вчерашните одиграни надпревари во Евролигата, кошаркарите на Фенербахче на 3 кола до крајот во првата фаза изборија пласман во топ 16 фазата. Фенербахче во седмото коло славеше над Страсбург со 81-64. Екипата на Фенербахче има скоро 6 победи и 1 пораз и од А групата на 3 кола до крајот на првата фаза веќе го обезбеди учеството во топ 16 фазата. Перо Антич во триумфот над Страсбург не постигна ниту еден поен, а Фенербахче до триумфот го предводеше Весели со 20 и Јудо со 13 поени. Исто така екипата на Уникаха на домашен терен ја победи екипата на Макаби Тел Авив 82-68 и се обезбеди пласман во наредната фаза. Пласман во следната фаза веќе имаат обезбедено екипите на Олимпијакос, Барселона и ЦСКА Москва. Резултати од другите надпревари: Химки Бајерн 71-80, Лимош Цедевита 69-78, Армани Ефес 88-84, Олимпијакос Лаборал Куча 59-52 и Зелена Гора Барселона 64-93. Во ракометната Лига на шампиони вчера вечер се одиграа 4 надпревари од предпоследното 9-то коло. Новиот тим на нашиот репрезентативец Борко Ристовски, Рајн-Екер Левен, славеше очекувана победа над Криштијанштад со 29-20, а со новите бодови германскиот тим сега го превзеде водечкото место во Б групата од Барселона. Во оваа група во сабота својот меч од 9-то коло ќе го одиграат македонскиот првак Вардар кој гостува во Полска кај Kielce. Во групата А составот на Загреб со 32-26 го победи турски Бешикташ. Два надпревари се одиграа во Ц групата во кој минимални победи остварија чеховски Медведи над Порто со 30-29, односно Татран Прешов кој во Нови Сад ја победи екипата на Војводина со 25-24. Се одиграа надпревари од петото коло во фудбалската Лига Европа. Во групата А, Селтик ги загуби шансите за нокаут фазата, откако беше совладан на домашен терен од Ајакс со 1:2. На тој начин холандскиот представник ги одржува шансите за втората позиција и во последното коло ќе чека пораз од Фенербахче, а при тоа да биде подобар од Молде. Во групата Б и Бордо е елиминиран од трката за првите две позиции, откако беше поразен од Ливерпул со 2:1. А премиер лигашот со овие 3 бода го обезбеди учеството во елиминацијските борби. На Сион ќе му биде доволен и бод во следниот меч со Ливерпул. По оваа рунда, пласман во нокаут фазата обезбедија екипите на Атлетико Билбао, Краснодар, Тотенхем, Базел, Вијареал, Шалке, Спартак, Лацио, Брага и Сент-Ентиен.
Ладно и со дожд го поминавме денешниот ден. Вакво врнежливо време не очекува и за време на викендот. Еве ги деталите. Останете и понатаму со нашата програма. Пријатно!